гледаме став по став. Став 1. За оценување на поднесените предлог проекти за развој на планските региони, проекти за развој на урбани подрачја, проекти за развој на подрачја од специфични развојни потреби, проекти за развој на села и за проекти кои се финансираат од средствата од член 57 став 1, се формира комисија за оцена на проекти. Став 2. Министерот ја формира комисијата од став 1 на овој член, која е составена од претседател и 4 члена. Став 3. Председателот на комисијата се именува од редот на раководните административни државни службеници од организационата единица на рамномерен регионален развој. Така, вие сте надлежен таму, а вие именувате. Така? Ама Лутем, вие тој именувате. Ве молам, кој што бара збор да чекае на ред. Комисијата се именува од редот на административните државни службеници од кабинетот на заменик председателот на владата задолжен за економски прашања и координација со економските ресорни инвестиции. Па овдека па воопшто не гледам логика. Зошто да се именува од заменик председател на влада задолжен за економски прашања? Ете ја пристрасноста. Значи, вие и тој ја формирате комисијата. Еден член на комисијата се именува од редот на административните државни службеници од бирото. Вие сте надлежени таму. Вие ја формирате комисијата. Значи, пак, вие сте тие кои што ги именувате луѓето. 20 членови по предлог на министерот се именуваат од редот на стручни лица од областа на градежниството, архитектурата, правни науки и економијата. Повторно ќе речам зошто тие да не бидат луѓе во кои што се вработени во ЗЕЛС. Имаше архитект таму. Јас колку што се сеќавам, имаше и градежник. Комисијата за оцена на проекти ги разгледува и оценува поднесените предлог проекти. Океј, ова значи се знае дека комисијата тоа го оценува. Јас повторно ве повикувам да покажете големина и да го прифатите нашиот амандман ако треба да го видоизмениме, затоа што се централизира силата ваша и на овој заменик премиер кој што измисли не знам што е за економски прашања. И го внесува сега во овој закон, зошто го внесуваме и него да има и тој да предлага член, навистина не е јасно и не е логично. Значи, вашето влијание е најголемо, уствари единствено, заедно со него си го делите сега, вајде че си ги поделите и луѓето кои да видат. Фала. благодарам.